Да, се враќаме во студиото. Од прилика разговаравме во првиот дел од емисијата за евроатлантските интеграции. Одиме на она друго што е актуелно, тоа се веќе закажаните избори. Шехтански се собраа малите партии во собранието, велат дека ќе поднесат иницијатива за она што се зборува цело време, Македонија една изборна единица, отворени листи, таму беше и премиерот Заев, но неговите коалицијски партнери се за сега велат дека нема време за такво нешто и дека не се за. Вие мислите ли дека ќе се смени нешто до изборите? И зашто се залагате вие као партија? За една изборна единица без цензус, без изборен цензус, за да не одат гласовите на првиот и на вториот и да се создава лажна слика од по пола милион. Значи Донтов модел во Европа не постои. Значи ова измислена работа овдека е на овој систем само 30 години за вртање на истите луѓе, истите работи. Значи ние нема да учествуваме, јавно ви кажувам тука како ТМРО. На изборите? Значи ние ќе поднесеме и листи и све, не е проблем за тоа. Во моментот на терен сме активни со отварање на општински комитети во секое место. Меѓутоа на кланица, ќе повторам на кланица, каде што гласовите ќе одат низ вода, каде што нема попис направен, каде што нема прочистен избирачки список. Јас реков 1.300.000 жители Македонија нема, а не гласачи да има. Значи во вакви услови, на вакви нефер, нерегуларни избори со крајно недемократски метод на гласање во 6 изборни единици, ние нема да учествуваме, ќе апелираме, значи, доколку не се смени нешто наредниве денови, бидејќи владата имаше повеќе од 2 години можност да го исполни ветувањето кое што го даде, дека ќе има една изборна единица. Ако некој се сеќава на тие изјави, нека се сети пак. Ние не бевме повикани вчера на таква средба, јас не знам кој учествувал и што учествувал. Ние имавме со неколку партии, со Солза Грчева и со уште 7-8, имавме една иницијатива наша, поднесено, направено до собранието за една изборна единица. Ние сме во консултации со неколку партии, значи и од македонскиот и од албанскиот блок. И уште еднаш ќе потенцирам дека на вакви глупости нема да дозволиме повторно да се случат, со вакви манипулации, изборни нерегуларности, каде што гласот како основно индивидуално демократско право на секој граѓанин, кој што е со устав загарантирано, се гази и се фрла низ вода. Не се фрла дури низ вода, туку се дава на друг. Јас 90% мислам дека од слушателите не знаат и првпат го слушаат ова, дека на сите тие што нема да го остварат цензусот од 8.000 гласа, може да имаш во 6 изборни единици по 8, со 48.000 гласа да не освоиш ни еден пратеник, и тие одат 30.000 на првиот, 18.000 на вториот. Значи се создава една огромна бројка, едно море од гласови, кој што е нерегуларно. И вие ако мислите дека ќе дозволам на ваков начин повторно да се креира и да се прави влада, собрание, да се креира политика во државата, ние тоа нема да го дозволиме. Нема да дозволиме и од друга причина, бидејќи нема попис направено. Не знаеме колку сме тука, дали сме 100, 200, милион, значи не сме ние 1,5 милиарда како Кина. Кина организира попис бе луѓе за 45 дена, ние не можеме да организираме тука попис. Значи во вакви нерегуларни избори, веднаш во старт пред да почнат, нема да учествува. Добро. Кој сака нека присуствува на забавата. Рамадани, верувате ли дека некако се чини дека големите партии како декларативно се залажуваат дека се за, но во пракса, бидејќи се знае дека математиката не им одговара, тешко дека дојде. Точно е дека овој модел им одговара на поголемите партии, затоа што гласовите на крајот
дури тој што ќе гласа и за партијата на Шетански, тој глас после ќе се оди или СДС или ВМРО ДПМН. Меѓутоа, овие малите партии па малку, не велам се здиса, меѓутоа се најдоа некако, влегоа во тие карваниве. Значи 20 и 30, 20 кусур партии во ВМРО ДПМН, 20 кусур партии во СДС, мислам во коалиции, тие големи коалиции. Знаете зашто е така? И тие сега, затоа што немаме една изборна единица. Да, и зашто е 6 изборни единици и не им представува ништо друго. Нема друга можност и таму неверојатно, скоро е точно дека го губат идентитетот партиски. И сега легитимни се изборите Рамадани или не се легитимни? Не, што се? во однос на тоа што се гласа се легитимни, меѓутоа формулата, јас сам го кажав твојот што те поддржува тебе. Ставот де. Затоа што јас поаѓам од себе, сакам да го слушнам во парламентот и твојот глас. Без разлика што може да биде различен со твој, мислам, меѓутоа таква разноликост во парламентот е богатство и добро е. Нема разноликост. Не, каква разноликост има, значи, само како два извинете. папагала кои што во 10:40 има едниот прес, во 11 другиот прес. Знаете што е и се целата препукуваат работа? и го лажат народот, што ќе каже СДС, како и да е, Знаете што е целата првите работа? силни партии остануваат поголеми и понатаму. Без Добро. разлика. Знаете што е целата работа? Моделот е скроен во 2002 после парламентарните избори. Значи има и одбрана на магистарски тези, направен факултет, каде што овој модел апсолутно и низ научна призма се, да речам, објаснува и анализира. Во овој модел се преферираат предизборни широки коалиции и на тој начин, како што вие напоменавте и кажавте, целта веројатно на големите партии е да ги сузбијат малите партии да немаат свој идентитет. Со тоа што они ги земаат во предизборна коалиција, они веќе ги ставаат под своја капа и на тој начин малите партии, само се извинувам да докажам, го губат својот идентитет, бидејќи се договориле за едно пратеничко место, за неколку директорски позиции, неколку советнички позиции. Во овој постоен изборен модел од 6 изборни единици, каде што, како што напоменавте и вие, гора гласовите се пренесуваат 70% на првиот и на вториот, што им преостанува на така наречените мали политички партии? Или да одат во Пајтон коалициите, да се договорат, или да бидат на вашиот став, или да одат на вашиот став, да не учествуваат на така наречена изборна кланица. Значи, прашањето што се поставува е зашто од сите тие мали политички партии нема една унисона согласност, како што рековте вие. Има. Ама има тоа да се врши сериозен притисок, не да се даде иницијатива до председателот на собрание Тала Џафели и председателот на Македонија Стево Пендаровски тоа да заврши медиумски за една-две недели потоа. Не, зашто на пример, поентата ми е во едната коалиција, вие го имате ВМРО ДПМН, мали партии. Во една коалиција имате СДСМ, така? Се вратиме што ќе ни дочи. Добро, дали ова што го зборувате цело време за тие предизборни коалиции, тоа е едно од прашањата. Мислите ли, господине Шеhtански, дека е можеби добра идејата да нема предизборни коалиции? Партиите да настапуваат сами, да се измерат, да видиме кој колку вреди, па веројатно дека наредните избори ќе се прочистат самите партии. Мислам, нема наредните избори. Па, мислам, теоретски, кога... Не, видете, значи Македонија ќе се соочи оваа пролет со друга работа. Оставите вие 12 април. Македонија ќе се соочи со силно движење на отпор. Значи, доста е. Мислите? Значи, сега не кажувам што ќе биде, меѓутоа, значи ќе се соочи со силно движење на отпор. Нема да биде така како што некој мисли дека лесно ќе помине. Отпор кон што? Отпор кон системот. Отпор кон системот. Македонија е испразната. 600.000 луѓе се иселени од тука не од што бараат пари или од што бараат работување, избегаа од системот. И ќе избегаме од системот. Сите се мислиме. Зависи што сега, нудиме. кога зборувате вака, сега мислам, не мора да не откриете, се работи за демонстрации, за бойкот на избори, не. Отпорот на Бранко, отпорот ќе биде од народот
отпорот ќе биде од народот, бидејќи нема да учествува на вакви фингирани избори, каде што однапред е утврдено кој ќе биде и како ќе биде. Другите гласови сите одат низ вода. Па ние го имаме и законот за финансирање на политички партии кој не се Што ќе применува. нудат на овие добро. избори? Јас мислам дека Со што ќе оди без пари? прво треба да внимаваме затоа што премиерот кога се одлучи да се оди на предвремени вонредни избори, во исто време веројатно калкулираше и на тоа да не биде таа улична демократија толку интензивна, за да изгубиме уште од ова што сме разочарани, затоа Односно што датумот, да, и турбулентни ситуации, еве се најавуваат, како што рече, отпор за нешто друго. Едно што не треба граѓаните да се манипулират е, ако одредена партија, еве слушам ВМРО ДПМН пример, ќе излезе ќе каже ако имам 80 пратеници, договорот со Грција ќе го поништиме. Само ни треба уште Бадинтер. И Бадинтер, а Бадинтерот треба да се добие од албанските партии. Тука тоа е голема лага. И пораката ми е повеќе кај граѓаните него кај челниците, затоа што тие Зошто не го отворивме Второ, прашањето? само да ги набавим. Ова. Второ со договорот со Бугарија, исто така. Трето, во ниеден случај не смее да се излезе со антиевропска и антинато теза. Барем овие големите партии, во овој случај ВМРО ДПМН. Тие велат декларативно дека сме за НАТО меѓу првите и за Европа. Меѓутоа, ако тие со овие договори велат дека ќе ги поништиме, автоматски ние меѓусоседските односи ќе ни се влошат. Во исто време, меѓуетничките односи ќе ни се влошат. Јас не сакам овие предвидувања да ги кажам, меѓутоа како ги гледам работите, ако се оди со тие тези, мислам дека постои таа можност. И ако имаме ваква ситуација, ние веќе линкот со Европска Унија, ајде НАТО побрзо ќе заврши, со Европска Унија уште повеќе го губим, затоа што меѓу првите и најважни критериуми е да имаме добрососедски односи, Прашањето за да изборите имаме беше. релакс. Тоа е избори, кој што ќе нуди. Прашањето, знаете што да беше? не се Господи? ова да Само се бойкотираме. повторувам, не да бойкотирам. Не, мислам, Сега ние знаеш, отпорот, него- веројатно значи И тоа. тоа е легитимен. легитимно е. Легитимно. Не, знаете што е Знаеш што е најлегитимно? отпорот? Знаеш што е отпорот? Ама Да сите како- нелегитимни работи што се случи овие 2,5 години и што немаше кој да реагира во оваа македонска држава, Ама го губите, па после гласот Македонија, на партијата значи, во парламентот го губите со отпор. како го губиме? Па не влегувате во собрание. Па нека не влегуваме, па во кое собрание да влегуваме? Во Знаете кое што е собрание да проблем? влегуваме, Парламентарна кога тоа е држава. нелегитимно 2,5 години? Ние сме парламентарна држава, каде гласот твоја партија на кој било. Не, знаете што Треба е да се проблем? Го запишне кажавте само Добро, да... се извинувам, но за жал не истече времето, толку е, немаме веќе, дебатата добра беше, но помина. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, што не следевте, се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.